Другарки, значи вчера видовме како може да направиме клейм, тоест да направиме редим на мрежа, но сега продолжиме малце да објаснам однос на Midnight токенот. Мислам како и да е ова го покажа вчера, но само да објаснам за што ќе се користи. Мислам ова не е само токен, тука е цела мрежа, цел блокчейн и само одредени делови, значи security во однос на безбедност и децентрализација да се користат од Cardano, иначе си е скроз како посебен блокчейн. И сега вика што е поентата за Midnight, што ќе правиме сега со Midnight, па што ќе правиме со токените, тоа само сега да ги расветлиме работиве. Работата значи дека исто и ова е блокчейн кој е layer 1 исто како Cardano, но и двата блокчейни еден од друг зависат. Само да видам некоја слика за можам по-лесно да ви го објаснам ова. Ајде, добра слика. Како и да е, која ми е поентава, значи Cardano нели е транспарентен, заштитен све, сега поентава со Midnight е уствари дека он ќе биде направен поиште за real world privacy, нели на компании им треба приватност, па не треба трансакција се одвива, па не знам некои работи за усогласување со регулативи, па GDPR, па некои такви работи, и ради тоа е направен и Midnight токенов. Гледате највише за Enterprise, Confidential and Compliant, дека највише ќе биде нели за приватност да има и да биде усогласен со некои регулативи, например, кои ќе се бараат од некоја држава, мислам, или од Европска унија, или не е битно од Америка, некоја организација. Работа, значи, ќе има два токени, ќе има Night и Dust токени. Сега Night токенот, нели, ние го добиваме сега со airdropот со Midnight Glacier airdrop, па можеше нели да се копа, исто има видеа за тоа како се копа, што да се прави. А Dust токенот не може да се земе, туку например ако холдате Night, ќе се генерира уствари Dust токенот. Dust токенот уствари ќе биде тој токен што ќе се користи за приватност, за compliance, нели за биде све безбедно, не може да се видат некои информации. И сега во видеото, обично не знам дали ќе гледате видеото од Чарлс Хоскинсон, но он таму кажува дека као има генерација на блокчейни. И сега направи нели генерација 1 као биткоин, па потоа генерација 2 етериум, нели, кај што има програмабилност, смарт контракти, не знам што, па го имате Cardano, господина, као генерација 3, као има скалабилност, па имате нели она public governance, уствари нели за гласате мрежава како се движи, дека нели тоа го нема на биткоин на етериум. И сега тоа е генерација 3, и сега го кажа како генерација 4, и слушај, ова е Midnight, и сега тоа е, например, за оние децентрализиран идентитет, па Zero Knowledge Proof технологија, затоа што Midnight ја користи таа технологија, сега не знам колку знаете за Zero Knowledge Proof, ама за ви го објаснам на кратко, тоа значи дека негде, например, ако треба да докажете нешто, ќе може да докажете без да прикажете документ. Например, сакате да докажете дека не знам дали тоа е вашето име и презиме и вие само го потребувате Zero Knowledge Proof-от, ја употребувате таа технологија, уствари докажувате без да прикажете ништо, вие сте докажани дека сте таа личност или имате над 18 години или не е битно. Значи, уствари, тук така би можел да го објаснам Zero Knowledge Proof. Мислам затоа што не би навлагал сега многу повеќе во Zero Knowledge, затоа што видео е за Midnight. Тука ми беше поентава, значи како генерација 4, само видам друга слика за понатака, видиме и што направи сега. Добро. Океј. Сега поентава што е сега со Night токен, со Dust токен, governance, гледате дека има некои механизми, нема може трансфер, не знам што се прави. Гледате, ова е unshielded, уствари не е заштитен, ќе може да се гледа, например, се пренесува, значи се прават некои работи. И исто така ќе биде utility governance, што значи дека ќе може сите юзери, нели, сите холдери на токенот да може да гласат кај да се движи мрежа, нели, како што има на Cardano гласање, governance, исто ќе има и ваму. Сега за security би кажал дека повеќе ќе зависи од Cardano мрежата, ама Cardano мрежата па може да генерира Night токени, уствари се компатибилни Night со ADA. Сега тука гледате, мислам на слика, не знам дали добро се гледа, но од Night токенот, ако холдате, ќе може да направи да имате Dust. Dust токенот ќе биде многу битен, ради тоа што Dust токенот ќе се употребува за плаќање на трансакции. Исто така тие трансакции ќе бидат
ќе бидат приватни. Сега, они зашто го имаат добро направено со Dust? Dust ќе нема да има цена, туку само ќе се генерира и ќе може да се користи за трансакции, нели за да бидат приватни. Зашто е тоа така направено? Ради тоа што да немаат проблеми со регулативи, да не биде како токен, како валута, туку ние имаме како ресурс што се користи за користење на мрежава, нели за трансакции да се прават. И се они со тоа ги избегнуваат оние регулативи, па чекај регулатива, па зашто, па волатилно ми е исто така, волатилно нема да биде. Нели например ако ги земеме другите мрежи, например сега ако земеме Ethereum, нели волатилна е цената, па чекај сега сум платил $10, па утре може ќе биде цената дупло поголема, па ќе платам $20 на трансакција, па со Dust тоа го нема, што значи дека многу подобро за користење. Сега не знам од user аспект за мене е многу боле, нели, ако користам. Исто така ќе кажам дека мислам дека тоа во друга слика ќе го има, па ќе го објаснам. И гледате ова што кажува Dust токен, значи shielded, што значи ќе биде заштитен, приватен е и privacy fuel, значи како што го кажав. Значи ова се користи како fuel за исполнување на трансакции, мансакции, значи све да биде топ. Гледате unique mechanics non-transferable, што значи дека нема може да се трансферира од волет на волет и ќе може да се генерира само со холдање на Night токен. Но добрата работа во ова е што ќе може да го делегирате Dust на тој што има потреба, а највише ќе има потреба институциите што ќе го користат, што ќе користат Midnight мрежата, кај што нели ќе може да направат апликации на Midnight мрежата, и исто така ќе им треба на девелоперите, нели за да направат некоја апликација ќе мора Dust да имаат као токен за нели да се користи на самата мрежа као фи, да се плаќа као провизија, и ради тоа ќе може овој Dust токен да се делегира. Така да еве ви една пасивна заработка од Midnight мрежата. Мислам јас секако ќе земам бајаги Midnight токени, така да јас Midnight токените ќе си ги чувам и ќе видам колку ќе може да генерирам Dust. Мислам колку ќе може да генерирам пари нели со Dust токенот. Значи, тоа е, гледате Dust Supply Holding, нели, ако имате холдинг. И гледате она како го објаснав, да батери Ричард модел. Као ако имате Dust, ова ќе го трошите, а уствари Night токенот ќе биде како ќе може да пуни батеријата, уствари, нели, они кажуваат како fuel да го напони. Сега само да видиме кај имав. Да, еве ги Midnight. Што видно? Ајде. Ете нешто ми се заебува писито. Не, добро е писито, јас сум нешто заебан. Како и да е, значи, нели токенот ќе биде доволно добро децентрализиран, уствари пуловите што се користат за валидирање и за валидирање на трансакциите и билдење на блоковите на Cardano ќе се користат и за Midnight. Мислам, тоа ќе си има како посебна програма ќе биде, но истиот SPO, значи истиот пул оператор ќе се користи за Midnight валидатора, затоа што валидаторот е како софтвер, но истиот ќе може да се користи еден и друг. И уствари за да имате Midnight валидатор, барем ова го прочитам, мислам дека беше така, за да имате Midnight валидатор мора да имате и Cardano валидатор, затоа што врз основа на Cardano валидаторот ќе се билда и Midnight валидатор, но тие ќе бидат различни, значи нема бидат исти, значи не мора некој ако биде Cardano валидатор да биде и Midnight, но за да бидеш Midnight мора да бидеш Cardano. Со ова што се прави, значи се прави тотална децентрализација и на едниот и на другиот токен, што мене многу ми се свиѓа, дека нели реално сите гледаме да имаме децентрализација на самиот токен, не бараме ние централизација, например, на некој од моите најнамилени блокчейни XRP. Сега гледате, например, ако имате нод, ќе го добијате Night како reward, нели, за тоа што ја штитите мрежата. Што значи дека некој ако има Cardano пул, истата енергија, истата струја ќе ја троши, затоа што и тие валидатори не трошат малце, затоа што се многу јаки сервери. Но секако мислам, нели, помалку се трошат од Proof of Work блокчейни. Сега работата што е? Night is reward for securing network. Значи, ако вие имате валидатор, ќе добијате и Night. И сега, например, имате и Cardano валидатор и Midnight, ќе добијате и Night и Cardano. Значи, како награда, нели, за тоа што имате, нели, за може да се плаќаат, нели, тие струја, муја, сите трошоци што ги имате во однос на ова.
гледате исто transaction flow како ќе иде, например, го имате волетот, па потоа нели ова ќе се комбинира со Zero Knowledge Proof технологијава и потоа нели ќе се праќа на уствари на Cardano и SPO, значи ќе имате дел кај што ќе биде валидаторот за Midnight и валидаторот нели на Midnight, потоа ќе го избила блокот, па ќе се провери другите валидатори, тоа сум го објаснил во Cardano, така да слично ќе биде и со Midnight. Не знам како и да е. И гледате, leveraging Cardano Security, Cardano. Не знам зашто, ама ова треба да е Cardano Security. SPO's validate zero knowledge proof треба трансакции, paid in dust earning night tokens. Значи, гледате уствари дека они ќе прават earn на dust токените, што за мене, тоест на night coinот, да кажеме coin, дека ова ќе биде coin, што ме блокчейн, така да coin не е токен. Сега исто сакав да видиме сега сакав да видам во однос на стейкингот, значи затоа што е proof of stake, но сепак нема може да го стейкате Night, туку со самото ходлање на Night вие ќе добиете dust, што значи дека немате некои стекање, па не знам што, па на пул да се стейка, да се прави, такво нешто не постои. Да видиме Dust Generation, добро го кажав дека со Night токенот и рewardите, само видиме Earn Night rewards. SPOs, добро SPOs ќе добијат, холдерите нели ќе имат voting power, нели за гласат, гледате governance, Earn Night block not rewards, treasury, what the fuck, што е со слика, не знам и ја што се сликава, ама како и да е. Значи, што кажав? Да, проблемот, они ќе се ја решат, нели, со volatile fees и тоа е тоа. Само да видам една работа, дали ќе можам да најдам на другиот монитор. Сега некој кажуваат, вика, како например, зашто некој би користел Midnight, вика, па зашто они би купувале, например, нема може да го стейкаат, нема може да добијат, ќе добијат само Dust токен, тој Dust токен нема може да го продаваат, па не знам што ќе можело да се прави, па ќе немале бенефит компаниите, и ја баш најдов една така добар explanation за зашто, само да видам дека малце ми е за нигде. Мислам, објаснувањето е топ како и да е за ова, но сега баш ќе го видиме. Сега викаат зашто, например, компаниите би го користеле Midnight мрежа, не би ја користеле, например, не знам, Ethereum или Cardano како мрежа, или Solana, не знам што. И баш најдов нешто што пребарав на интернет и баш убаво испадна, мислам ова, баш го најдов, вика Primary Business Incentives. Некој го имаше стаено, па убаво објаснување за ова. Сега, они компаније, например, што имаат проблем, имаат compliance and risk mitigation, например, тоа е, например, нели треба да бидат као усогласени со GDPR, нели она што е за лични податоци, па ако не се усогласени како што треба, па ако не ги чуваат кај што треба, па на места, па има големи казни, па не знам што, баш проверував иначе прескако кај биле казните, тоа е ретардирана работа, мислам да имате толка казни, ама тоа е што преме. Само да видам кај го барав сега тоа. Кај беше, само да видам. Data protection, еве го, тука имаше this drastically reduce fines up to 4% of annual turnover for GDPR. Ајде да видиме. 4% annual turnover of GDPR. Ајде баш да видиме колку беше. 4%, не знам што, 20 милиони долари, значи ако не бидете усогласени со GDPR. Сега со ова ќе им помогне бајаги многу. Значи ја бидат усогласени, ќе може стор да прават, нема да ги покажуваат податоците, нели, затоа што работи она што ви кажав со Zero Knowledge Proof. И тоа е многу добро за Cardano. Да се навратиме на другиве. Еве гледате, тука има competitive advantage and trust. Сега тука што е company that can ете гледате, например, компанија што ќе гарантира дека им се заштити податоците со криптографски и нели нормално се прави leverage на блокчейн, тоа значи дека се многу нели као покомпетитивни во однос на
во однос на другите компании и плюс гледате тука пише higher customer trust and loyalty, значи ќе има поголема лојалност и поголема доверба од самите клиенти. Сега тука вика stream Lining operations, само видиме, by replacing slow choice based and manual compliance checks. Гледате, например, тука manual ќе имате compliance check, па не знам што, например, вака кога користите некој блокчейн, одма ќе знаете дали е тој compliant со нели со најновите закони, дали ќе има нели она што го кажав, како ќе се чуваат податоци, како ќе се праќаат, како ќе се прави нели како ќе се гледаат тие податоци. Значи тоа све гледаат improves. И гледате исто така и operational efficiency и помалце како се вика трошоци, costs. Значи помали трошоци и уствари например она што највише го кажав, ако користат некој друг блокчейн нели за вакви работи, волатилна ќе им биде провизијата од самите блокчейн, нели например на Ethereum затоа што цената нон-стоп расте, варира, вамо ќе им биде фиксна, што значи дека е топ во однос на таа работа е врвешти. Сега луѓе викаат, например, баш нешто што читав тука и под Discord, па вика како ќе се заработува, па дали ќе расте цената. Искрено бидам, ме изненади цената. Вчера беше 0,04, денеска е цената баш преска. Гледав 0,06597, 63% има пораст на самата цена. Сега да видиме, нели нормално сега многу малци има направено клейм, па многу малце токени имаат земено, па не знам што ќе биде во иднина, па да не го продаваат, па да видиме. На мене како и да ми одговара на оваа цена, ја би земал прилично добри пари, да ви кажам. Така да нека расте само нагоре, јас сакам да дое од ова. Пут 8 ми треба и чао пријатно. Мислам дека ќе го добијам еден од најголемите airdroпови во блокчейн. Со блокчейн се занимавам 6 години, најголемиот airdrop до сега ми бил 1500 евра. Што не е малце, ама овој ќе биде прилично поголем, мислам, ако нели се зголеми цената. Само исто така сакам да кажам, например, како ќе се зголеми цената, па фиксен се плејот, нели, сега ако компании нели почна го користат блокчейнот, па ќе прават нели оние приватни апликации, па GDPR, исто така со ова е многу добро затоа што ќе може да се направи voting систем. Како ќе биде voting системот, нема да треба да дадете лична карта, туку преку Midnight, одма ќе провнете дека вие сте тој, дека сте гласале, не сте гласали или не е битно. Значи нема може да се лаже на избори, например, како што не лажат сега, ама сега тоа, например, ако го прифати нашата влада, Midnight, например, токенот да се користи. Прво, јас сум многу за да се користи ваква мрежа, некоја со Zero Knowledge Proofs, и онма се докаже, ќе се знае кој гласал, како гласал, нема можеш два пати да гласаш, тоа се врв работи. Нели, нормално ќе може одма се докаже. Сега тоа е малце, што кажуваат луѓе, сега децентрализирано ID, па нели вие викате дигитално ID не е добро. Што ви кажам луѓе, сега децентрализирано ID, боле е децентрализирано ID да имам, него ли да имам, како се вика, дигитално ID да ми го формира владата. Барем децентрализирано ќе биде ваму, што е подобро за мене, него ли дигитално ID. Сега вика цената како ќе расте, знам дека ќе се ослободуваат после токени. Гледате, circulating supply има 16 милиарди и 600 милиони, што значи дека треба да се ослободат уште 7,5 милиарди, така ќе ми исполне 7,4. Да, 7,4 милиарди. Реално ви кажам, за зголемување цената, мене ми изненади, мислам тоа што ќе може да се делегира оној Dust токен, нели што спомнав претходно. И сега вие го сакате пасивно да заработувате, нормално дека ќе купувате токенов. Ако нели фирма сака да користи мрежа, ќе мора да го купи токенот за може да се користи мрежата. И најдобро, например, зборам од юзер перспектив, нема да треба да плаќате мислам за користење на самата мрежа. Што значи ги неколку работи како би требало да расте цена на Midnight, сега нормално, нели? Луѓе ќе очекуваат да расте кој знае колку. Ќе видиме во иднина, ја немам некоја точна слика, мислам како би се качувало и што би се правило со ценава, но ќе видиме, мислам дека ќе биде баш окей, например, ако се качи и повише. Не знам, гледате, тоа се некои работи во однос на Midnight што сега ви кажам. Знам дека се тргува на ова кај беше? Добро, на децентрализирани берзи нормално дека се тргува, знам дека се тргува и на Binance. Така да може и на Binance да си купите нешто или ја продаете ако сакате. Исто така сакав само да кажам за Midnight airdropот. За Midnight airdropот, например, ако не ги клеймувате сега, нели, како претходно кај што ги клеймувавме, нели, вамо на
Midnight, нели Redeem your night, ако не ги клемувате, напред можете да си ги клемнете кога сакате, уствари, напред така прочитав. Сега, според мене, малце што е, од една страна ми е за некако малце скапо да се плаќаат 2 ада, нели, за да се направи редим на night токените и, например, јас би правил клейм на, например, ако не е некоја голема количина, би правил, нели, после 270 дена или после 360 дена би го правил клеймот, затоа што ја не се брзам да земам пари. Мислам, некој ако сака, може, нели, одма ги земе да ги продаде. Тоа не е некој проблем. Али, например, добрата страна во однос на тоа, баш го рачунав, дека ако секој клейм, нели, кој ќе се испадне по 4 пати, по 2 ада ако се зима, и тоа ако се става во пулот, нели, за да се направи ликвидност на токенот, цената би пораснала и тогаш. Така да, од една страна е добро тоа што го прават, но од друга страна, например, од моја перспектива, ако токенот, например, не порасне, зашто ја би плаќал 2 ада? Например, нели, за си го земам клемот, например, ќе си ја прерачунам математиката, дали сега ќе го правам, дали сега ќе правам редим или нема да правам редим. Но, гледате, нож со две оштрици. Така да, дечки, тоа е во однос на Midnight клеймот и се надевам дека ќе расте токенот и ќе земеме пари. Поздрав до сите!